Најавен, а доаѓа Зиле Савич, еве го сега стигна, Никетич и Гостин Реджа Стојковиќ.
Evo ti ruka сега. Не сум делил. Evo ti ruka. Почитувани гости, малку внимание, би сакал овој настан прво да го отвориме со една прекрасна песна во име на нашето другарување изминати години. Еден аплауз за бендот што ќе не забавува вечерва. Ќе слушате сега една песна "Како е добро видети те опет", па после ќе ве поздравим во името на организациониот одбор. Јас сам те чекал на крају прича.
si rekla mi nećemo više mati muko, ma što me se tiče o meni Bogu priznao tada sve je moje u vodu palo sam bilo kažem lagati neće onoga dana. Thank you. Vreme je stalo, ajde samo može. Kako je dobro vidjeti te opet, staviti ruke na tvoja ramena kao nekad. Poljubi me nežno za ona dobra stara vremena. Puštaj nas, dobro dođete na ovoj krvo sobi, se nadam nekad će se držati. Vidjeti te opet sa istim smehom na ustava tvojim. Pričaj o kiši, o bilo čemu, pričaj o sebi, još ona se boji. A neka sam problem, ako i danas postoji način da objasnim sebe. Ne želim nikom i sve mi se čini da čitam sa život. Volio te, kako je dobro vidjeti te opet, staviti ruke na tvoja ramena kao nekad. Poljubi me nežno za ona dobra stara vremena. Za ona dobra stara vremena. A сега на наплос, ако може за Ики, ова нас ги го дава лека. 2 минути слободно. Би сакал во името на организациониот одбор што еве се потруди да ве собере сите, овде после долги години да направиме една убава средба, да се видиме. Најпрво би сакал со еден аплауз да ги поздравимо поранешните председатели на фудбалскиот клуб Тетекс, Војче, Драгојур Батовски, Петко, Љубиша, Симе Трипунавски. Еден аплауз до Џеро и до Стево. Еден аплауз и до синот на Стојан Ѓорчевски. Чика Перо е таму неизбежен од 80-тите години до ден денеска е тука во клубот. Еден аплауз за Перо. Сите добро знаеме кој го возеше автобусот на Тетекс. Чичко Гавро, ама не го ми го снима. Еден аплауз за Гавро. Еден и единствен Чика Мато, музеот што го краси градот, најстариот и најверниот навигаш на фудбалскиот клуб Тетекс. Еден аплауз за Мато, заслужува. Би го поздравил Жане Серафимовски, репрезентативецот на Македонија, едно големо фудбалско име. Ова е таму маса е многу тешка. Бора Чачак. Бора Чачак, Граднички Крагуевац, ОФК Белград. Чваре, Жаре, Тони Акимовски, Тончо Богдановски, Шчоре, Јове Божиновски, еден аплауз за сите. Не повеќе.
тука со нас вечерва се златната генерација на TEDx која го внесе клубот во првата лига, меѓутоа малку еден аплауз, па после имам специјално изненадување за тај. Еден аплауз за легендата на фудбалски клуб TEDx. Саше Тасевски, безкомпромисен штопер, трчаше со тегови на шерфарина, пукаца ли баше на уште. Еден аплауз за Саше Тасевски. Никогаш клубот не го оставя на цели. Тука и нашиот градоначалник, честита на победа Јоцо, ајде, нека се врати. Нашите гости од Ниш, легендарниот Реđa Стојковиќ, капитенот на Цар Константин Ветерани, гостите Жиле Савиќ, ама тоа после, Никедич после. Тука се и актуелните представници на фудбалскиот клуб TEDx, што го водат клубот во тешки моменти, еден аплауз за нив. Тука е и тренерот Маријан Бубиловски и заменик капитенот Плашко Николовски, аплауз. Сречко Пикси и полените на Јаковлеви се тука, заедно со Саше, Джекс, Симич, Мишо, Кркале, Банјачевски и Шиш, сега со респект еден аплауз. Најтешко кој му беше на клубот, они беа тие. Значи, тоа петало нема да го забравам. Банја, Шиш, Господ знаме да го. Мики, знаеме сите на кого му е брат. Еден аплауз за Бојан Димитриевски. Нека му е вечна слава. Тука се и поштованиот доктор Радко, еден аплауз за доктор Радко. Простете негово може да заборавим. Имајте убава вечер, се надевам дека ќе биде све окей. Ацко, Мирче, Перински, Љупче, еден аплауз и за организаторите. И мојата маленко Стика Јовановски. Повелете, уживајте, ајде живели се на свите, ајде на здравие, нека вие. Да сте живи и здрави свите. Acho da borna, provarim noći, a ljubim neke, velike noći. Почитувани, сега би ве замолил малку само внимание да видите специјален гостин од Турска, 1500 километра дојде за овој настан. Буран Бејадини! Буран Бејадини, легендата на TEDx.
Уште малку за малку внимание. Само малку внимание. Би сакал да го искористим овој момент. Некогаш во фудбалскиот клуб Тетекс беше алфа и омега. Генерален секретар. Тетекс беше сериозен клуб со собствен автобус, собствен хотел, терен. Се што треба еден фудбалски клуб да има. Мирослав Джеровски, Джеро беше генерален секретар, еден аплауз за Джеро. Он доби признание од Масаро Мерагич од Фудбалската федерација, го испратил у пензија, парете и ние да му се захвалиме на Джеро, еден аплауз за Джеро. Имаме еден мал поклон за Джеро, ќе му врачи Љупче Берински, Лазарополе, таму најгоре. Джеро, да ти кажем фала за све што си дал за клубот, за Тетекс. Си ни жив и здрав. Ево, Љупче, мала пажа од нас, од ветераните на фудбалскиот клуб Тетекс, кои знаеле да го почитува неговото дело. Да ми е жив и здрав, Джеро. Збор 2, да го сослушаме единствениот, најјакиот у историјата секретар на Тетекс, Джеро. Другари, добро вечер. Ова за мене е историја. Гледам личности од кои се градев како секретар. Сакам да ги поздравам сите преседатели на фудбалскиот клуб Тетекс. Сакам да ги поздравам генерацијата на фудбалери која оствари пласман во прва лига. Да ги поздравам сите оние со кои работевме заедно во добро и лошо. Сакам да ги поздравам и дечките денес кои најтешко време го водат фудбалскиот клуб Тетекс. Сакам на овој начин да му оддадам почит на Бранцо Вујачич, кој во најтешките моменти го дигна Тетекс во Европа. На крај ќе спомнам едно име кое заслужува почит. Мислам, не сакам да земам слики и ќе покажам нешто кое 50 седи. Кое 50 години никој не го знаел. Ова е лицето Стојан Ѓорчевски. Го молам ова е човекот кој во неговиот кабинет седеше златната кошута
и амблемот на фудбалскиот клуб Тетекс. Од овој човек, јако бев дете, како пензионер доаѓаше во канцелариите кажи судот секој четврток. Секогаш ќе ме поздравеше и ќе кажеше од кал да си, од два бреста да си. На тетовски. Пиеше една чаша виски, покојни Крне му носеше и една чаша лимон цеден. Од него научив многу работи. До крај на животот му се обраќав со директоре. Направи многу за Тетово. Го направи комбинатот да го знае Тетово во цел свет. Го направи клубот она животна желба што му беше да игра во прва лига. Направи хотел на Шапка. Го реставрираше Арабат и Баба Теќе во прекрасен комплекс. Во градот направи да работаат 8.009 работници кои беа среќни. И на крај направи фудбалски клуб кој заигра во прва лига. Ве молам уште еднаш со аплауз да му отдадеме почит на... Второ, сакам да кажам дека за овој настан подготвив едно изненадување кое и најстарите фудбалери тука не го знаат. Стојан Ѓорчевски кажа дека ќе изгради стадион во период кога секоја нестопанска инвестиција беше забранета. И го изгради. Го изгради. Со изградбата на тој стадион раководеше тим од инженери во фабрика, а довербата му беше доверена на Небојша Борич, градежен инженер, директор на градежна оператива, да го земат проектот од Крушевац. Од таму го седова. На денот кога се ставени темелите на тој стадион, оваа топка со подписи, прв ја има удрено Стојан Ѓорчевски. На денот кога е одигран првиот надпревар Тетекс Трепча на тој стадион, Родич доби црвен картон. А пред да се одигра тоа не е прв удар со таа топка на тој надпревар, него стадионот кога доби технички прием, оваа топка ја имаат удрено луѓето кои го правеа стадионот, фудбалската екипа, некои од вас што се тука и дел од директорите. Тоа е периодот 81-82. Ова е првата топка која се ставени темелите на тој стадион и кога е изведен првиот почетен удар на стадионот од Тетово. Топката изгледела со време, со унутрашна е, но тука стојат со црвено дел од подписите. Оваа топка ми ја даде синот од покојни Небојша Борич. На Небојша Борич му била доделена како поклон за сеќавање дека тој е еден од првите што го почнал стадионот. Го замолив да ми ја даде за вечерва да ја презентирам. Ова е историја на фудбалскиот клуб Тетекс. Ви благодарам. Само да се надополнем на зборовите на Џеро. Во име на Стојан Ѓорчевски ние приредивме една малку благодарност за се она што тој голем човек го направи за градот Тетово и за фудбалскиот клуб Тетекс. Ко поканивме Дуле Ѓорчевски, неговиот син, ветераните на Тетекс, да му додадат еден брест, малку внимание за се човекот направи многу. Кажа Џеро да не се повторувам, еден аплауз за синот на Стојан Ѓорчевски, на величината, на најголемиот, да не беше Стојан, не може, верите и ние да бидеме тука. Затоа одлучивме, организаторите одлучија со број 1, затоа што број 1 бил Стојан Ѓорчевски. Уште еден аплауз за Стојан Ѓорчевски, за неговиот син. Ти благодариме што ја прифати нашата понуда. Џеро ќе го врачи вашиот адрес.
благодарам што повикавте голема чест од мене и од мојата фамилија. Многу убави спомени за сите, да сме живи и здрави уште многу години. Ви благодариме што ја прифативте поканата. Имамо уште еден поклон што треба да го доделиме вечерва на човекот што ги спојува Ниш и Тетово, човекот што не само давал голови на Наполи и на останатите, на Звезда на Хајдук тоа е мала работа, во Европа беше ги дрмаше, човекот што не поврзува и фудбалски и ветерански и ни остава простор да и нашиот клуб да воспостави уште поголеми подлабоки односи со цел Ниш и нивните фудбалски клубови тамо. Имамо еден дрес за спомен од сите нас на легендарниот играч на Раднички Ниш, Миодраг Реджа Стојковиќ. Илица Лановски да му го дадем. И благодарам Реджа што дојде да ни го увеличаш овој настан со твоето присуство. Драга наша браќа, пријатели и ово, тоа е веќе онако, може да буде и онако и овако, али ви сте наша браќа. Верујте ми да Kad smo dobili poziv za ovaj skup ovde, uopšte nismo imali dilemu da li ćemo doći ili ne. Čak i vi ste znali da ćemo doći na ovaj skup ovde da sad naša malenkost da uveliča ovo divno veče i sa divnim ljudima. Svako dobro vam želim, sve najbolje, mislim da starijeg ovde od mene nema. Da živite i radite u miru, da vam porodice budu srećne zajedno sa vama. Svako dobro vam želim. А сега уште кратко би го поканил капитенот на ветераните на Цар Константин да дојде и он да прими еден дрес. Ја мислим дека имате негативен скор годинава со нас, така да треба подобро да се организирате. Поздравите ми дрвчета таму у Нишу и нека организујам припремена Златибор или на Копони. У име ветерана Тетекса, мала пажња за вас. Еден аплауз за гостите од Ниш. Hvala svima i još jednom moram da podvučem ovo što je Ređa već rekao. Mi se stvarno osjećamo ovde kao svoj na svome i kao da smo jedna familija. Od srca vas pozivamo da dođete u Nišu, da prođete u što većem broju, da mi budemo ovako dobri domaćini kao što ste vi danas. Значи, чваре, идемо полека. Би сакал да го искористиме овој момент. Историјата на Тетекс памети генерации и генерации. Помладата е овде, постарата е, средната е таму. Меѓутоа, златната генерација е овде. Не е случајно стајана на овој стол тука. Би сакал да искористим момент од нас, ветераните на Тетекс, да ви врачиме едно мало внимание, една мала пажња по еден дрес, што ќе го урамните, што ќе го носите, тоа е ваше. Значи, Подготвен е и за урамување и за носење е подготвен. На вас е тоа. би почнал со Љупче Лазаров. Еден аплауз за овој прекрасен човек, голем голман. Добиваше десетки у вечер, десетки. Пази, една анекдота ќе кажем за Љупче Лазаров.
кога тренинзите се одржуваат на стариот стадион во Тетово, Љупчо Лазаров знаеше да ги нервира напаѓачите на Тетекс со неговите одбрани, со глава им бранеше. Љупчо Лазаров дојде од Штип, не удостои еден голем аплауз. Ја мислим дека Мирчевски чварка да му го врачи кресот на знак на поштовање за све што си дал за нашиот клуб. Љупчо Лазаров, уште еден аплауз, заслужува човекот. Сега састав. Неговиот сограѓанин, кој исто така ни доаѓа од Штип, кога ги поканивме, кога добивме потврда дека ќе дојдат, навистина чувството е посебно. Милче Маџунаров дојде зимата во Тетекс и пази какво деби имаше. Шутира Стаја Николич, кој дојде од Енглеска, како звучно појачување од 35 метра, на голот на Осијек беше Душан Алемпич. Неверојатен шут од 40 метра, Алемпич не можеше да ја скроти топката, меѓутоа тука беше, он бил поливалентен играч, он бил играч од задача, одговарал на све. Натрча на таа топка и подпречка од страната кај планината 1-0 за Тетекс во победи Осијек. Милче Маџунаров. Јове Божиновски сакам да му врачи дресот. Заслужил Милче еден дрес од нас, ветераните на Тетекс. Еден аплауз за Милче Маџунаров и поранешен играч на Љуботан. 19 погодаци за Љуботан, Милче Маџунаров. Сега би сакал да го повикам нашиот, еден од Цоле Урошевиќ у Тетово. Цоле, не брзе, застани, малку треба да кажем нешто. Почна од малите, од Петлиња, младинци. Влезе у првата екипа на Тетекс. Влезе во првата лига со Тетекс. И пази, на вториот надправ, на првиот како домаќин, со Љубљанска Олимпија, препон стадион, дури луѓите паѓаја од трибина таму позади голот од кај касарната. Цоле Урошевиќ, тренер на Олимпија беше познатиот Вукашин Вишневац, а Цоле Урошевиќ ја растори Олимпија. Даде 2 гола и го трасираше патот понатаму за својата кариера. Еден аплауз за нашата легенда од Тетово, Стојмир Урошевиќ. Ама на преварот со Олимпија дошол на стадионот дома со точак пони. Тони Јакимовски ќе му врачи дресот и Тони Јакимовски е легенда на Тетекс. Еден аплауз за двајцата. Тоа са помладата генерација после нив, Јакимовски, Мирчевски, Богдановски, Жаре Стојановски, Јове Божиновски. Сега со особено задоволство и голем респект. Само ве молим за малку внимание, ве молим. Пошто ова сега се дешава и кој знае кога. Така да, ајде малку трпение. Со особена респект и поштовање го поздравувам еден од најдобрите играчи во историјата на Тетекс. Мирослав Јаковлевиќ, еден огромен аплауз за овој Стела! и го повикувам Дончо Богдановски да му ја врачи дресот. Ајде аплауз за Штела, не се штедите, заслужил овој човек. Беше тренер, ајде со сречко и со Саше. Беше прогласен за најдобар играч во втора лига тогаш. Штела, честитам и голема респект и поштовање.
Со здравје да им носиш деца. Исто едно големо фудбалско име, една институција од фудбалер. Иван Гудель играше у Хајдук, предиспозиција слична на него. Значи, исто, одговараше на секоја позиција. Дури и како тренер на Шапка, ги дробеше тие што ги тренираше. Имаше капацитет, имаше плуќа, имаше фудбалско знаење, а пред све, људски карактеристика на едно огромно ниво. Иван Гудель е на ниво на Југославија, а Миле Симовски е на ниво на Македонија. Поинају, човекот што го одби Драган Джајич. Джајич го викаше од Звезда, не отиде. Миле Симовски, нашиот Миле, машина од фудбалер. Сакам Жаре Стојановски да му врачи дресот. Еден аплауз за Жаре што има 9 живота. Он не умира. Ајде бе Штела! Секогаш е со нас, секогаш бил и у втора, и у прва лига, секогаш тука бил на голот, кога требало, кога се повредил Лазаров, Новичич бил тукаш, кога се повредил, не знам кој Дилев, не знам кој беа, да. Новичич беше респектабилен голман, големе, една кариера прекрасна, оставил корење од Тедекс, еден аплауз за Аца Новичич. Ljube, može da mu odabeš Novичич. Acika, sve ćeš mi ovo pošaljati. Sve mi pošalje ovo. Ike. Pravo se, vikaj. Сега би сакал исто голем еден аплауз за Љупче Георгиевски, десното крило на Тетекс. Со Цоле го делеа минутажата по десна страна, беа ривали. Љупче Георгиевски има многу голови за Тетекс постигнато. Еден прекрасен човек и одлично десно крило. Љупче Георгиевски, аплауз. Može sa svite сега tamo. Evo da blokni, evo da Može sa svite. А сега едно време играв и заедно со него, ќе го погледнем. Он вика дека бил романтичар, чаирска романтика. Една анекдота ќе кажем, морам да кажем. Губи Тетекс 1-0 у Приштина 85-та минута. Судијава суди пенал, ама чисти пенал. Иначе не можеше да суди судијата ни за жива глава. И никој неќе топката да ја земе, ја сум го слушал од постарите играчи. Чупи ја зема топката. Ај, 0-0, извини. Иде кај Чолаковиќ и го прашува да шутирам ја. И га зема топката и дава гол. Трча, се радуе. Никој не му приоѓа.
а он не гледа дека позади 5000 људи ида по него. Тетекс беше физички нападнат, одвај жива глава спасија. Чупи многу дан за Тетекс, еден аплауз. Зимер Чупи. Една слика убава, ајде цварки. Уште малку трпение, нема да должиме, пошто овие луѓе што се овде со нас, заслужуваат внимание. Даре. Игра Тетекс со Мостарски Велеш. Игра против Меджедовиќ, Скочајич, Окука, па не знам дали Душко Бајевиќ играше за Велеш. Центаршут од десна страна, а на голот на Велеш, прославениот Енвер Марич, Ице Осивовски од 16 метра со чело у ракле, људи, каков гол, верујте. Голот од кај касарната од таму, го памтим како денеска, а Енвер Марич, како што беше парадер, само го пролепша голот. Значи Ице не само со голот на Веле што го даде, еден аплауз за Тетекс многу дал, верујте. Ице Јосиповски, еден аплауз голем. Се вртеше и на спортски прежде долго време. Имаше коса. Нека ти ја честито и фала ти што дојде. Дончо Богдановски да му... Ајде да продолжиме. Сега, кога човекот преска, кој дојде овде, сега ќе да знаете за кого, се расплака како дете мало. Знаеш ли колку емоција покажа тие? Сега и јас сум готов, ама ќе се воздржам. Емоције што ете некој знае да го испоштија неговото дело што го дал со годините во Тетово, во фудбалскиот клуб Тетекс, а и за љубовен играше на крајот на кариерата. Мирко Петров имаше небесен скок, имаше удар со глава што ретко кој у Тетово кроз годините го има. Мирко Петров. И човек со 100 срца. Ни го зејде Хајдук, кој влеговме у прва лига у Сплит го однесе. Уште еден аплауз за Мирко Петров. И една анекдота, мислим дека првите Пума Кинг Копачке у Тетово му стигнаа по пошта од една многу убава девојка, рече од Австрија му ги пратила. Ние се чудем во свите тамо, немаше Пума Кинг. Мирко Петров ги имаше Пума Кинг Копачките за прв пат у нашата собликувалност. Порасна му покрај вас. Застане Петров. Уште малку само. А сега, кога дојде, кога ни потврди дека ќе дојде со авион 1500 километра
за да ни испоштие, за да ја испоштие ова организација што вечерва ја приредуваме. Буран Беадини, ама слушајте, препон стадионот. Имаше публика и по дрвата, и по цидовите таму, и по жиците, и на трибината, и у Котарот, а Котар се викаше тоа. Значи, претесен беше малиот, скромен наш стадион кога Тетекс играше у прва лига, а ни дојде Хајдук од Сплит, со Златко и Зоран Бујовиќ, со Блаш Слишковиќ, со Иван Гудель, со Ведран Рожич, Со Боро Приморец. со Боро Приморец. 4. октомври 81. 4. октомври 81 година. Историјата и Тетово, и фудбалскиот клуб Тетекс никогаш нема да го заборави тој момент. Една од најголемите победи на Тетекс во историјата. Падна Хајдукот, големиот Хајдук од Сплит. Буран Беадини беше стрелец на единствениот гол, еден аплауз за легендата на Тетекс. Судија Зоран Петровиќ од Београд. Ја би сакал да искористим можност со еден аплауз и за Насер Беадини, покојниот братот на Буран Беадини, еден аплауз. Беа голем тандем. Еве емоцијата го надмадува, сака Буран да ви каже 2-3 збора. Фала ти прво што дојде и што... Извинете, вака сега ќе... Извинете, сега Тетекс мене ми даде све. Сега кога ме побара, ја го побарав Цоле Урошевиќ. И кога ми рече дека ако не дојдеш, ќе изгубиш многу нешто. Рече околу 70-80 души ќе бидат тука. И крајева, кога ми рекоа дека ќе пред малку и другарот рече дека 1500 километра за вакво друштво и 2500. За мене ова километар е што сум дошол, многу сум задоволен и да ви кажам, ако сум останал како Буран Беадини, тоа е све од Тетекс. И како сум заминал во Турска, што сум заработил и како фудбалер на Тетекс, увек сум поносен и им желим на овие, им сакам на овие помладите, еве овие нашата генерација кои ќе гледат, така да работат и Тетекс никогаш нема да се заборави и ако и во аматери, ама Тетекс ќе живее. Фала ви многу и многу сум среќен во ова. После ова јас ќе учествам Буран Беадини, го имам клипот добиено од РТС Београд, извештај од спортски преглед и голот што го даде Буран Беадини, можем да ви го пуштим на свите кои сакате да го видите. За Горан Никедич, робусниот центар бор на Тетекс. Сакам Љупче, пошто има Љупче посебни збори, а он како центар бор заслужува посебни збори, еден аплауз прво, па Љупче да го представи за кога се работи. Легендо, фала ти што дојде прво. Сега Љупче, ти што... Горан Никедич дојде во намера да ни помогне за повторно да бидеме прволигаши. Беше во екипата кога го одигравме првиот надпревар официјален на новиот градски стадион. Тетекс Трепча 0-0. За жал. На лофту пише тоа. На лофту 0-0 пише. Така, да. Значи го има на таа слика. По втор пут беше дојден Зоран Чолаковиќ кај нас откако испаднавме, но за жал есенски прваци бевме, ама не успеавме да влеземе у прва лига. Горан остави добар впечаток и ни е драго ше овде меѓу нас. Еден аплауз за центар форот на Тетекс, Горан Никедич. Горан Никедич изразува желба да ви се обрати. Само пожелјам што не може ова институција. Желам се да поздравим и моју генерацију и тога и све.
Hvala vam na svemu što ste pružili. Nadam se da se odužimo da dođemo. Hvala i vi. Во групата и во друштвото на овие златни наши момци секако припаѓа и Миодраг Зиле Савич. Па човекот што со своите 5, сигурно јас се сеќавам на 5 или 6 гола во пролетниот дел на првенствената сезона кога постанавме прволигачи, на време нашиот легендарен тренер Зоран Чолаковиќ ја уведе потребата да го замениме Грнчаров, пошто беше во ЈНА, покојни, доаѓа на негово место Зиле Савич и кога тешко идеше, Зиле Савич беше тука со своите 5-6 гола, пак ќе кажам, допринесе Тетекс да стане прволигаш. Секогаш благодарни на него и секогаш на нашето гостување ветеранско во Ниш, он е прв до нас. За да и за него имамо подготвено еден дрес за спомен, повели Зиле. Иначе да споменеме дека беше и екипата на од Радничкиот Ниш дојде, има своји голови во тие куп УЕФА убави резултати. И уште нешто. И уште нешто пред сите присутни и пред, повторно ти кажам, златната генерација, ни недостасува, се обидовме да направиме напор со семејството на капитенот Стеве Заковски. Во оваа прилика, во оваа прилика да знаете дека имаме подготвено и за него исто дрес како и вие. Ќе му го проследи неговиот кум Сречко Мисајловски и сигурно дека не бил Стеве во состојба здравствена да дојде овде меѓу вас да биде Еве аплауз за Стеве Заковски. Стеве заслужува секако ова. Здравствената состојба не дозволуваше да биде овде меѓу нас, направивме сите напори да биде присутен. Поздрав од сите нас. Една слика многу квалитетна мора да биде направена, ве молам. Може да биде ете така доле, 2-3, па или Ике, дај на оној поголем простор таму може би е. Па и надвор може да се излезе, да се наслика, добро. Ме молим да се гледа презимењата. Чупи. Ајде да се гледаат презимењата. Мирче тргнија. Новичич, презимето да се гледа вашето. Штела, презимето. Ево така. Ајде кикирики. Браво, Алисан. Еве, окей. Златни ветерани со здраве да ги носите дресовите и до година пак да се видиме.
почитувани ветерани, би сакала и јас од моје лично име да ве поздравам. Бидете живи, здрави, среќни, весели, да се собирате барем еднаш годишно и да ви е убаво како што се надевам како што живате вечерва. Ојме ние понатака со пеење.